почитувани граѓани, денеска ќе започнам со една честитка со мотото на специјалната антитерористичка единица Тигар, бидејќи денеска е нивниот роден ден. Честитки до припадниците. Сите дадовме по нешто, некои дадоа се Македонија. Нека ви е честит денот, припадници на специјалната антитерористичка единица Тигар. Значи, уште пред 2 години овој извештај требаше да биде за 2021 година, го разгледуваме денеска. Во 2023 година имавме комисија, беа кажани многу работи. Зашто касни, не знам, но ќе почнам со ред од она што јас го увидов и го кажав. Можам само да му честитам на народниот правобранител. Тоа го кажав неколку пати, ќе го кажам и сега пред него. Еден од најреалните и најхрабрите извештаи до сега, барем ја од која сум пратеник, стигнати овде во Собранието на Република Македонија. Од извештајот се забележува дека ниту една од препораките на народниот правобранител не се земени во предвид во работењето на државниот апарат. Интересно е да се забележи дека народниот правобранител, работејќи во рамките на своите надлежности, дошол до заклучок за бројни неправилности во работењето на институциите. Очигледно е дека забелешките на народниот правобранител не се прифатени ниту применети, бидејќи институциите се уште работат спротивно од укажувањата. Владата не дава никаква поддршка на институцијата народен правобранител и продолжува да ги води процесите во насока со која се повредуваат правата на граѓаните. Она што јас може да го прочитам од овој извештај е уште една потврда, но на што го знаеме, пак ќе потенцирам само неколку главни точки. Народниот правобранител го потврдува фактот дека продолжува процесот на политички водени постапки за поединци за кои се процесираат случаи без никакви докази и истите се подложени на тортура од институциите, правосудните и полициските органи. Продолжува генерирањето на случаи на политички затвореници и нивна тортура во затворите. Многу од аномалиите кои се забележени во извештајот за начинот на функционирање на затворите можеле да бидат коригирани доколку се земеле во предвид укажувањата на оваа институција. Покрај останатото, овој извештај уште една потврда дека судството е дефинитивно најслабата карика во државата. Најголем процент на преставки се за судовите и обвинителството, нивното неработење и ненавремено постапување. Целиот извештај како да е пресликан од оној политички монтиран случај против уставобранителите. Ќе прочитам она што јас најчесто го зборам за полициската работа. Многу добро го нотирал народниот правобранител, па ќе прочитам еден пасус и потоа, нели, како што јас секојаш од овде од оваа говорница не зборам за џабе, кажувам примери. Па така, дел од граѓаните во преставките се жалеа на неоткриени сторители на тешки кражби сторени во нивните домови, јавни места и јавен превоз, и тоа на сред бел ден. Граѓаните во нивните преставки укажуваат дека полицијата ги знае сторителите, но намерно не ги открива бидејќи соработува со нив, што представуваат сериозни обвинувања кои народниот правобранител нема механизми да ги утврди. Така, жив пример на ова што го кажува народниот правобранител е еден господин, ако може така да го наречам, за кој зборував во неколку наврати за него, беше бивш началник на полициска станица Газибала, па бивш ВД председател, односно ВД началник на СВР Скопје, сега е заменик началник на СВР Скопје, а воедно и председател на Комисијата за легализација, односно доделување на право на користење и поседување на оружје. Тоа е оној човек кој веќе 5 години, него инаку надимакот му е 500 кец, значи Музефер Каришич, 500 евра, кој ќе му даде 500 евра добива дозвола, па потоа пукат со автоматско оружје,
Меѓутоа си има поддршка човекот од Сашо Тасевски и од наркодилерот Оливер Спасовски и си тера по старо, каде што сега цената од 500 е скокната на 2000 евра, 1000 евра за него, по 1000 евра делат неговите чауши и така натаму и така натаму. Кога станува збор за овој човек, значи, додека беше началник на полициската станица во Гази Баба, може да кажам дека е најголемиот соработник на криминалот и криминалците во Гази Баба. Имено успеа да го намести командирот на полициската станица и веќе цела година и 2-3 месеци полициската станица во Гази Баба нема командир. А зашто е тоа така? Многу е јасна работата за да врви криминалот на Оливер Спасовски и Сашо Тасевски со поддршка на овој криминалец Музафер. Додека беше во Гази Баба има неколку работи што може да се кажат и се кажени од моја уста овде. Не би се навраќал на тие работи, внук, криминалец пуштен, фатен во возило, како извршува сам претрес без да ги чека крим техника и така и натаму и така натаму. Жив пример, исто така, ново што го кажува народниот правобранител, еден наркодилер исто така од Кочани, началник Александар Максимов, на кој сите синдикати му организира протест затоа што нема војска за него. И го крстија генерал без војска. Мрзи се што може, се што не е со него, се што е честно во полицијата, се што е честно меѓу граѓаните, заедно со една инспекторка Кристина Јованова, успева на секаде да влезе и без притоа да има писмен налог за тоа. Таков е случајот. Ово ви го кажувам намерно, за да му укажам и на народниот правобранител. На 18.10. стопански криминал влегува во училиште во Кочани. Без писмен налог. Без никаков налог. Само устна наредба. Не е случајот заведен ниту во книгата на активности во полициската станица. Правното лице се обраќа до внатрешна контрола при Министерството за внатрешни работи. И видете сега, внатрешна контрола му укажува на началникот, истиот тој началник кој дал устна наредба да го реши тој случај. Со негов подпис констатирано е дека се е како што треба. Значи, неверојатна работа, не знам кого мислат да прават, мислат ли дека граѓаните се неинтелигентни. Значи, ова е дело што не застарува. За ова се лежи затвор. И втора работа што ќе ја кажам. Минатата недела во истиот тој град, каде што е истиот тој началник Александар Максимов, се случи на депонијата во Кочани се случи пожар, се случувало и порано, меѓутоа и порано тоа го кажував, значи полициската соработка со тие што го потпалуваат пожарот, а е потпален пожарот, не е од сега. Криминалот тука е многу јасен. Криминалот се однесува на тоа што потпалувачите, барајки железо, го продаваат во отпадите, при тоа палејки ја депонијата, загадувајќи го градот и граѓаните, и делат пола со оваквите криминалци на Оливер Спасовски и Сашо Тасевски. Ја го знам човекот тамо, кој тоа го прави, кој има затворска казна, знаат каде, има добиено и социјален стан. Меѓутоа не. Они си тераат башка наркобизнисот, си тераат и друг вид на криминал за се поголема сума на пари. Се надевам дека овие случаи, како народен правобранител, како институција народен правобранител, во овој извештај сега што треба да дојде за 2022 година, и овие случаи ќе ги нотирате. Бидејќи ќе бидам приморен за овие работи, и јас да се обратам до обвинителството како пратеник Зоран Коцевски. Ви благодарам. Има збор Тони Јаревски.